Добар ден, почитувани. Добре дојдовте во уште едно понеделничко издание на отвореното студио 1. Овој пат ќе се дружите со мене Јана Јосифовска. На почетокот, како што и секогаш имаме навика, односно пракса за стартот на отворено студио 1, ќе ви информирам што се ќе се одржи до оној вечерен термин, каде што од 19 часот веќе домаќин ќе биде колегата Сашо Ордановски. Така што ќе започнеме со ред. На почетокот ќе погледнеме изјави од Викендов, како е централниот дневник на 1ТВ, меѓутоа и интересниот разговор во петокот кој што колишката Јадранка Костова го имаше со Горан Митевски, поранешен директор на УБК. Тематиката поврзана во однос на оние најави кои што беа и реализација како што посочија надлежните институции за спречен можен терористички напад во Македонија на ИСИС. Секако за ова видување даде и експертот Пивоваров, ќе слушнеме малку подоцна. Потоа на линк во живо од клубот на пратеници ќе го имаме колегата Антонио Крстевски. Средба Заев Ахмети беше најавена, се одржа и заврши, па ќе слушнеме од него директно во живо најновите информации што изјавија лидерите на СДСМ и евентуално секако на Дуи Али Ахмети. Исто така, за крај на овој прв блок ќе имаме разговор со колегата Славчо Поповски, кој што ќе не информира во однос на овие, може да се каже, пролетни температури во февруари, а исто така какво време не очекува во следните денови. 14 часот и 30 минути време е резервирано за вестите на 1ТВ и колегата Александар Петровски. Со мене повторно ќе се видите од 15 часот и 20 минути, каде што гостин во отвореното студио ќе биде Мирослав Драганов, правник по професија, секако долги години се бави со областа од судството, меѓутоа овој пат ќе биде повод неговата книга продолжи со насмевка и еден аспект од неговиот живот. 15 часот и 40 минути разговор со колегата Дејан Андонович за оние главни светски случувања, секако и од регионот кој што го одбележа Викендов. Со мене повторно се гледате во 17 часот. Гостин ќе ни биде младиот доктор Марко Костовски. Ќе продискутираме на тема, секако ќе отвориме и телефонски линии, што е потребно за прогресивните млади доктори да останат во Република Македонија. Костовски, меѓу другото, е еден од нив, кој што се одлучил секако овде да функционира, па ќе го слушнеме неговата визија и неговото сведоштво. 17 часот и 30 минути стартува забавниот дел во отвореното студио со возење со Вучиќ. Потоа веќе од 18 часот и 15 минути ги имаме нашите ексклузивци и секако 18 часот и 45 минути време за блокот мода со Сергеј Варошлија. Како што споменав, вечерта од 19 часот и 15 минути ќе се дружите со колегата Сашо Ордановски. Прва тема во овој дел ќе биде каде оди српската опозиција. Гостин ќе му биде Драган Ѓилас, член на Сојузот на Србија. Од 20 часот секако следува централниот дневник на 1ТВ со колишката Елена Џогуманова и секако Сашо Ордановски, а во 21 часот повторно колегата Ордановски ќе дискутира на тема председателските кандидати во челустите на политиката. Гости ќе бидат Катица Ќулавкова, Мерсел Билјали и Ана Пановска. Ова отворено маратонско студио 1 се заокружува секако со дневникот на 1ТВ. Тоа беше накратко што се ќе може да гледате во нашето отворено студио 1 и сега како што најавив ќе погледнеме еден исечок, односно разговор од Горан Митевски, поранешен директор на УБК, кој што го имаше со колишката Јадранка Костова. Главната тема беа реформите во безбедносните служби. Да слушнеме. Дали ви изненади притворањето на Сашо Мјалков? Па сето она што се случуваше во врска со обезбедувањето на двотретинско мнозинство и сите работи околу промена на законот за каде што се намали злоупотребата на службена должност и овластување за да застарат одредени предмети, после тоа самото притварање ме изненади, меѓутоа доколку човек подлабоко размисли ќе свати
после бегството на Груевски, доколку избегаше Сашо Мијалков или некој друг од тој калибар, оваа влада дефинитивно ќе мораше да даде оставка, како што и бара претходно по бегството на Груевски двете албански опозициони партии, не само на министерот Оливер Спасовски, туку бара оставка и од премиерот Заев. Во тоа интервју што го споменав за Фокус пред 2 години, ориентационо, рековте дека со размотувањето на клопчето околу прислушувањето и случајот што се води Таргет, дека верувате ќе се дознае зошто Сашо Мијалков е сменет од функцијата помошник на министерот за одбрана, помошник за безбедност и разузнавање. Точно, тој беше сменет. Тоа е која година? Крајот на 99-та година тој беше поставен за помошник на министерот за одбрана за безбедност и разузнавање и потоа имаше одредени информации дека побарал од службите кои ги контролира, кои беа под него, а тоа беше исто така прислушувањето во Министерството за одбрана, да се прислушкува тогашниот министер Пауновски, да се прислушува неговата секретарка, како и секретарката на Сашо Мијалков во тој период. На 3 пати бил одбиен од неговите најблиски соработници и тие изготвија службен материјал и ние го добивме во Управата за безбедност и контраразузнавање и преку јавното обвинителство го процесуиравме. Зошто тој предмет не излезе, односно не доживеа судска постапка, туку само господинот Мијалков тогаш беше разрешен од таа функција и беше поставен за советник на премиерот Георгиевски. Ова е нешто ново што ја слушам. Да, ова до сега никогаш не сум го кажал. Да, тогаш рековте ќе се дознае и сега. Да, верував дека тоа ќе излезе во јавноста, меѓутоа гледам дека и со сегашното судење и со негирање на многу работи од страна на Сашо Мијалков, она што го тврди господинот Ѓорги Лазаревски, како и господинот Звонко Костовски, тој сето тоа го тврди дека не било така, меѓутоа човекот има одредена предисторија уште од 99-та година. Чекај, вие сте биле во еден период директор на УБК. Кога ги слушате сведоштвата на Ѓорги Лазаревски, Звонко Костовски и на другите, ви делува ли можно да се случува такво нешто во такви размери во тој ресор, а вие да не знаете, например, како директор? Тоа е невозможно. Самиот факт дека петата управа брои толку многу се зголеми совработени, колку што целата останата УБК има вработени, што никогаш не било од 91 година наваму, укажуваше дека таму се работи со голем број вработени во 3 смени и интензивно се прислушкуваат голем број на телефонски броеви. Едно чудо вработени ако има. Да. Колку мина можеле да знаат? Зар не е тоа некоја вест што може да се прошири? Сигурно можело, меѓутоа тие луѓе биле лојални во прислушкувањето и да не биле овие двајца што ги спомнавме, Ѓорги Лазаревски и Звонко Костовски, целата работа ќе продолжела да трае со години, без да дознаеме. Страшно. Но дали може да се повтори тоа сега? Значи, пак се враќаме на тоа? Па ја верувам дека господинот Прибе повторно ќе дојде во Македонија и доколку дојде до сознанија дека целата постапка на прием на вработени е нетранспарентна, значи опасноста од повторување на истата афера на тој начин е можна. Гостин во централниот дневник на Еден ТВ во саботата беше универзитетскиот професор и секако експерт по однос на безбедноста Владимир Пивоваров. Меѓу другото, во однос на целата таа фама што се дигна во јавноста по соопштенијата и од Министерството за внатрешни работи, меѓутоа и од Американската амбасада, дека е можно во Република Македонија да постоело закана по безбедноста од терористички напад. Дел од јавноста може да се каже од една страна критикува дека непотребно се кренала фама, од друга страна секако безбедњаците па велат дека треба да бидеме предпазливи. Да слушнеме пак кој е ставот на Пивоваров во продолжение. Оправдана ли е ова тензија која што се крена во јавноста? Значи, во секој општество ваква информација секогаш е топ информација и ја крева јавноста до најголем можен степен. Значи, загриженоста зборувам. Меѓутоа, предпоставам дека Министерството за внатрешни работи
сигурно направило проценка дали е потребно во ваков момент да информира јавноста за ваквата закана. Значи, предпоставам и дека имаат доволно сознанија, се водат истражни действија и затоа МВР во овој момент не излегува со повеќе детални информации со кои нормално е гладна јавноста, вие седмата сила, да ги слушнете информациите, кој, каде, како, со што, кој е таргетот на закана, внатрешна, надворешна закана. Во делот што кажавте дека овие информации се засилени со изјавата која е дадена од Американската амбасада во Скопје, секогаш амбасадите на Соединетите американски држави ширум светот, кои ќе и нивните служби имаат доволен број на сознанија, проверени предпоставам, така постапуваат, ги известуваат своите граѓани, дури и даваат конкретни упатствија, а некаде каде што заканата е известна, во таа ситуација дури им забрануваат на своите граѓани да патуваат во одредена земја. Известувањето испратено од Министерството за внатрешни работи содржи многу малку, ако не и воопшто детали за тоа што се работи. Дури некои медиуми и од соседството споменуваат дека биле и уапсени, приведени некои лица, меѓутоа таква информација кај нас не се спомна. Новинарски, ако се изразам, значи имаме голем наслов, меѓутоа нема содржината. И јас разбирам зошто јавноста е загрижена. Ама и пред малку спомнав дека сигурно проценките на службите се дека е ваква информација предупредувачка доволна во овој момент, за да предпоставам натаму во спроведување на другите истражни действија, дека ќе има и подетални информации, така да јавноста ќе биде, предпоставам, известена во секој момент за она што е закана кон државата. Да. Ајде малку теоретски, дали навистина во Македонија постои можност од ваков терористички напад? Ама апсолутно постои можност. Значи ние сме зошто? Значи ние веќе од 2002 година сме дел од коалициони партнери сме во меѓународните сили за борба со тероризмот. Тоа се подпишани безброј меѓународни документи и во тој момент кога ние станавме дел од таа меѓународна коалиција, велам дека стануваме за терористите легална мета, значи предмет на интерес. Меѓутоа, досегашната практика покажа дека терористичките организации, пред се како ИСИЛ и претходните големи терористички организации, своите мети ги бараа секогаш на многу поважни места во светот. Њу Йорк, Бостон, Париз, Берлин, Рим, значи онаму каде што се главните водечки сили во оваа коалиција. Република Северна Македонија во овој момент, да кажеме, кога ми направиле анализа, не би имала таква закана од тероризмот затоа што тие бараат да бидат публикувани со нивниот терористички чин. Значи јавноста, медиумите, светските медиуми да пишуваат за таквите настани. Целта секојаш на терористите е да ве побудат вас новинарите, да пишувате, да се предизвика крајната цел страф и вознемиреност кај граѓаните. Со ваквите акти тие предизвикуваат. Мора да напоменеме. Значи, токму ова е работата на секоја разузнавачка служба, да го превенира терористичкиот акт. Многу лесно е после завршување сите да седнуваме, да броиме жртви, да попуваме, да зборуваме што беше после битка генерали сите може да бидеме. Значи, ова е вистинската работа на секоја разузнавачка служба. Се надевам и предпоставам дека ова е дел од оние реформи кои веќе 2 години трајат во Министерство за внатрешни работи. Дај Боже да се ова првите плодови кои се убираат од резултатите на реформите. Еве, вие сте навлезени длабоко во оваа тема, дали навистина постои толку добра соработка меѓу македонската служба и службите на останатите земји од соседството, па и пошироко? Значи, таа соработка, велам, од формирањето на независна тогашна Република Македонија до денеска трае. Ова е само врв, влегувањето во членството во НАТО, меѓутоа, од моје практично искуство ви кажам дека уште 2002 година, кога бев шеф на воено разузнавање, имавме прекрасна соработка и тогаш со спорните наши соседи, јужниот сосед, нормално во дипломатските акти и во акти за соработка бевме првата и втората страна. Меѓутоа, сите информации кои беа приберени од наша страна или они кои имаа информации за закани во Република Македонија, значи правовремено беа спроведени. Така да, иако политичарите и политиката во тој период, зборувам конкретен пример, а инаку со сите земји имаме прекрасна соработка и тогаш, иако не бевме членка на НАТО, и денеска верувам дека уште повеќе ќе се засили. Впрочем, и нашите разузнавачи беа составен дел од тимот, америчкиот тим во Багдад, значи при првото влегување нели во Багдад, така да
Многу големи оценки добија тогаш и признанија нашите разузнавачи кои учествуваа во тие мисии. Така да граѓаните нека бидат безбедни и сигурни дека разузнавачките информации помеѓу службите правовремено се разменуваат. Така, сега се силиме пред клубот на пратеници, каде што, како што најавив, е колегата Антонио Крстевски по повод средбата Заев Ахмети. Тони, добар ден. Средбата Заев Ахмети заврши. Ајде, најновите информации, Заев даде изјава, па можно ли е да биде договорен консензуален кандидат за председател? Така е, Јана, пред половина час во клубот на пратеници заврши средбата меѓу коалиционите партнери во владата, председателот на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија Зоран Заев и председателот на Демократската унија за интеграција Али Ахмети. Од она што може да се заклучи во изјавите е дека постои голема веројатност партиите до крајот на оваа недела да најдат решение, поточно да се договорат на следните председателски избори да истапат со заеднички консензуален кандидат. Во изјавата за медиумите по средбата, премиерот Зоран Заев кажа дека во ваков клучен момент од историјата на Македонија потребно е да се најде вакво решение и коалиционите партнери да излезат со заеднички кандидат на председателските избори. Според Заев, ова е важно за еднината на државата и за концептот едно општество кој што го промовира токму премиерот Заев. Ова шанса, според премиерот, можеби ќе успее, но можеби и нема да успее. Сепак вреди партиите да се обидат да најдат заеднички јазик и на следните председателски избори да истапат со заеднички кандидат. Како што кажав, Заев изјави дека можеби има шанса, а можеби и не да се најде заеднички јазик за вакво решение. Тука предлагам да ја слушнеме изјавата од премиерот Заев. Како Социјалдемократски сојуз и најголема политичка партија во владината коалиција, знаете дека отпочнавме процес кој што започна од вчера, еве денеска продолжуваме разговори со сите политички субјекти, прво со коалиционите партнери, а верувам дека ќе има амбиент и за политички партии кои што се надвор од коалицијата, во обид да изнајдеме заеднички, преку аналитички пристап, кандидат за председател на Република Северна Македонија, за кој што ќе застанеме сите политички субјекти преку слушањето на гласот на граѓаните, и тоа граѓаните од сите политички проминенции, од сите етнички заедници, од сите социјални групи, заради тоа што веруваме дека во ваков важен период за Македонија, кој го чекаме и полноправното членство на НАТО, чија што ратификација на протоколите во целиот тек, каде што очекуваме да добиеме отварање на поглавје и датум за преговорите, верувам дека е исклучително важно, секако не помалку важно и од претходниот период, но исклучително важно да се изнајде личност зад која што ќе стојат сите граѓани, а преку своите политички субјекти кои што ги представуваат. Денеска одржавме состанок со коалициониот партнер ДУИ, заедно сум јас со секретарите на СДСМ и господинот Ахмети беше со своите секретари. Заклучивме дека е важно заради еднината на државата, заради концептот едно општество за сите, заради можноста да се испрати повторно пораката на единство помеѓу граѓаните, да посветиме внимание на изнаоѓање на можност за застанување за заеднички кандидат. Ние лидерите тоа го посекуваме, но секако нашите органи и тела на партиите ќе го кажат тоа, после враќањето од ваков состанок ќе отвориме во партиите да видиме дали таму постои тој амбиент. Секако ова е вредна шанса, можеби ќе успее, можеби нема да успее, но шансата како шанса треба да ја имаме, затоа што верувам дека прво ќе ги отклониме сите шпекулации што се случуваат пред втор круг, дали има тајни договори, кој што дал, кој што изгубил, кој што примил или слично, ако застанеме сите заедно зад заедничко име за кандидат за председател на државата. Ова не е воопшто лесно, драго ми е што имам квалитетни кандидати. Анализите и анкетите кои што ги правиме целиот овој период, договоривме меѓусебно да ги споделиме, затоа што сите политички субјекти прават анкети и анализи. Тие анализи ќе бидат од голема помош во изнаоѓањето на кандидат зад кој што стојат и македонците, и албанците, и
помалку бројните етнички заедници во државата, но и буквално сите социјални категории на граѓани, а верувам и политичките раководства на политичките субјекти. Така да, градењето на аспирации да се дојде до заеднички кандидат, можем денеска да соопштам дека има шанси, не е без шанси. Секако секоја политичка партија ќе си ги каже и своите ставови, но вреди во овој период кој што станува пред нас, додека се пропишени процедурите од Државната изборна комисија, да посветиме време и енергија и да направиме напори да ја испратиме пораката на единство во нашата држава. Така ја слушнавме, Антонио, изјавата на ЗАЕФ. Имам уште кратко прашање, дали можеби конкретизираше дали во теков на неделава му се предвидени средбите со некои од лидерите на останатите албански партии и дали евентуално лидерот на ДУИ после средбата Ахмети даде некаков коментар или можеби изјава? Секако Јана веднаш по премиерот Заев изјава за медиумите даде и лидерот на интегративците Али Ахмети. Можам да кажам дека нивните изјави на Заев и на Ахмети беа синхронизирани во поглед на тоа дека двајцата велат дека најверојатно до крајот на оваа недела ќе се постигне конечен договор дали ќе излезат со заеднички кандидат за председател, меѓутоа и двајцата не сакаат да коментираат конкретно имиња кои се во најтесниот круг и би можеле да бидат прифатливи и за двете партии, секако од сообразложение дека би можеле да влијаат на процесот на избор на заедничкиот кандидат. Значи да резимираме дека според изјавите на Заев и Ахмети се надеваат дека до крајот на оваа недела ќе се постигне договор за консензуален председател, а секако во меѓувреме и после тоа доколку се постигне договорот, Заев ќе има средби и со останатите политички партии од албанскиот блок кои што се наоѓаат во опозиција. Инаку сакам да напоменам дека премиерот Заев изјави дека смета дека во овој момент тие се фаворити на изборите, но и покрај тоа мора изборите да бидат фер, демократски и кристално чисти. Студио. Антонио Крстевски беше тоа во живо од клубот на пратеници. Ти благодариме за овој секако исцрпен извештај и најновите информации од епилогот на средбата Заев Ахмети. А ние тука ќе направиме една кратка пауза и се враќаме во студиото со информации за времето и Славчо Поповски. Така, еве назад. Славчо, добар ден. Добар ден. Како што кажав и во најавата, не дека не ни одговара, ама пролет во февруари, малку нетипично високи температури. Па ајде ти ќе ни откриеш повеќе секогаш твоите прогнози се точни. До кога ќе се задржи вакво време и секако дали следните денови може да очекуваме можеби промена? Така, Јана. Најпрви поздрав до гледачите. Инаку, до некаде до четврток, граѓаните ќе може да уживаат во претежно сончево и пролетно време, со максимални дневни температури кои ќе се искачуваат во интервалот од 11 до 18 степени во најтоплите региони. Што значи веќе температурите во најтоплите региони ќе ближат до околу 20 степени. Веќе во петок имаме промена, што значи ќе поради продор на нешто постуден воздух од север, ќе започне да дува северен ветер и ќе има локални послаби врнежи, и тоа од дожд на ниските и снег на повисоките места и на планините. Значи ќе ни се врати студот од петок. А температурите, значи максималните дневни температури ќе бележат тенденција на значително опаѓање, истите ќе бидат пониски од сегашните за околу 10 степени, што значи доста голем пат на истите ќе имаме. Да, Славчо, оно што е интересно го имаше и во твоите анализи секако и викендов е што не само Република Македонија, туку речиси цела Европа е зафатена со топли температури. Да. На секаде владее претежно стабилност и сончево време со невообичаено високи температури на воздухот. Може би некои препораки до граѓаните во однос секако на оваа драстична промена, ако може така да се каже, еве од петок викаш повторно ќе се намалат температурите. Да, тоа секако ќе влијае врз граѓаните, што значи можна и по време на нервоза
главоболки како и тежина во главата и телото. А секако предизвикува исто вакви симптоми предизвикуваат и големите температурни разлики во текот на ноќта и преку ден. Дали имаш уште нешто дополнително за информација? Во ред, Славчо Пувовски, ти благодарам за овие информации. Ете, почитувани, секако слушнавме и во овој дел. До петок негде уживајте во топлото време. Секако колегата Славчо Пувовски е тука секојдневно да ве информира за временските прилики. Јас тука ќе го заокружам овој прв блок од отвореното студио 1. Не го менувајте, каналот за кратко следува 200 на 1 ТВ и колегата Александар Петрески.